Недоволниот број на респиратори за дишење, инкубатори, немањето простор за интензивна нега, болничките инфекции од кои умираат бебиња, лошите услови, нарушените меѓучовечки односи меѓу лекарите се дел од причините за зголемената смртност на новороденчиња, тврдат на клиниката за гинекологија. Специјална комисија и санитарни инспектори чешлаат досие по досие за да утврдат точно која е причината за големата смртност на новороденчиња. Само во првите 9 месеци од оваа година на клиниката починале 127 новороденчиња. Минатата година тој број изнесуваше 184 и е скоро двојно поголем од претходната, кога починаа 99 новороденчиња. Највисока смртноста била во 2016. Која е причината и тоа почна да се работи, меѓутоа треба да се разгледаат сите истории, се разгледуваат веќе, ќе имаме и надворешен тим кој што ќе може пообјективно да оцени. Секако дека е мултифакторијално, односно повеќе причини се за оваа зголемена смртност. Не се работи само за една причина, нарушени меѓучовечки односи како прво, малку персонал, немање простор и капацитет. Тоа се предвремено родени деца. Значи, тоа исто така матичните гинеколози неадекватно, некои, да не генерализирам, имаме многу совесни доктори, кај нас на клиника и матични, имаме и такви и такви. Ке треба да се смени начинот како се препраќаат, ке треба да не се оптеретува клиниката. Работиме и на тоа да има транспорт бек, односно деца кои што се веќе извлечени да си се вратат во матичните установи и таму да бидат третирани, за да може да се ослободат тука места за да ние поставиме повеќе респиратори. Сега во моментот ниту имаме места за нови респиратори, ниту за нови инкубатори. Толку е просторот. Оваа клиника е направена за 3.500 до 4.000 раѓања. Тука кај нас немаме персонал, имаме комплетно нарушени меѓучовечки односи. И интрахоспиталната инфекција исто така сигурно има големо влијание, филтрите не ни се адекватни, зградата ни е без технички прием, значи немаме ние адекватна вентилација. Сето тоа јас лично ги викнав од Државна санитарна инспекција да престојуваат подолго тука, за да може се да се напише, се да биде написмено кажано, се да се утврди, за да можеме да превземеме нешто. Доста веќе криевме и стававме под тепих, многу работи. Оваа млада жена има ризична бременост и скоро 2 месеца е прикована за кревет кој е стар со децении, со дупка во средината. За секое нејзино движење таа мора да вика медицинска сестра или болничар, бидејќи може да се случи при движење да го изгуби бебето. Тука сум веќе 5,5 недели, од 24 август. Креветите, креветот не ми е баш удобен, баш така затоа што треба да мирувам цело време. За среќа болничарките и сестрите се доста фини, со нивна помош функционирам да се свртам десно, лево. Значи за се што ми треба тие се тука, во спротивно не можам сама да функционирам, бидејќи креветот е навистина неудобен. Значи дури да се спушти, да се подигне, да се свртам на десно, лево. Од август сте на овој кревет и за секое движење ја викате сестра? Или сестра, или болничарка, во зависност која е слободна во моментот. Меѓутоа, без помош не можам да функционирам. Затоа. Уште Секој случај треба нова опрема. Се гледа дека излитено е така да. А хигиената не е најважна. Затоа што седиме тука долго време. Ова се ризични бременности? Да, во секој случај. Интензивна нега, ризична бременост и мислам дека треба да биде се подновено.
Клиниката за гинекологија е стара само 5 години, но родилките и трудниците и тие со ризична бременост престојуваат на стари и искинати душеци, наместо кревети со механизми специјално приспособени за тоа. Оваа соба не е единствената во која бебињата и мајките лежат во искинати кревети. За сметка на тоа, претходната директорка си го уредила кабинетот со скап мебел во вредност од 20.000 евра и купила непотребни лаптопи. Дали му е потребно на еден директор 3 лаптопи, 2 iPad и еден компјутер? За кој што е дадено е 190.000. Посебно критично е на оделот за интензивна нега, каде поради малиот број на респиратори, лекарите се принудени да избираат кое бебе ќе го исклучат пред време од апарат. Недостасуваат и инкубатори, како и простор каде ќе бидат сместени. Нарушените односи меѓу лекарите, притисоците и стравот од претходната власт да се кажат проблемите, го направиле своето. Со ова што беше плаќање по учинок, секој гледаше на другиот да му подметне, некој да прегледа повеќе деца или некоја интервенција која што е помала. Во медицината не можеме да кажеме дека некој лекар прегледал 100 пациенти, другиот прегледал 50, ама во меѓувреме направил можеби тешка операција која што ги покрива сите 100 прегледани претходно. Така да тоа ги расипа многу меѓучовечките односи. На клиниката беа фаворизирани колеги кои што не заслужуваат, колегите кои што беа погласни, кои што се бунеа, беа ставени на страна, беа оценувани. Беше едно време како да е војна. Не смееше никој ништо да проговори и како се чувствува и дека он е правдан. Сега почнаа луѓето да зборуваат конечно. Никој не смееше ништо да каже. Тука се влегуваше само преку секретарка и тоа на далјинско заклучена врата. Не можеше никој да влезе. Сега конечно, ако ништо друго, бар секој може да влезе, секој може да биде сослушан. Сите имаат многу проблеми, сите се истрошени од работа. Многу луѓе не можеа таа тортура да издржат и избега. Имаме колеги кои што останаа, кои што ја тужат клиниката и ве добија. Сега ние низините каприци ќе ги плаќаме од клиниката. Клиниката за гинекологија денеска ги отвори вратите за јавноста. Од она што го регистрира екипата на Нова, може да се види и дека лабораторијата и стерилизацијата се сместени во подрумски простории, каде за време на поплавите излегувале фекалии. Наместо прозорци има решетки од шахти. Апаратите стојат на бироја стари по 40 години или на позајмени училишни клупи, а вентилацијата е проблем во целата клиника. Оваа клиника долго време беше затворена за јавноста. Вниманието кон себе го сврте минатата година со двојно зголемениот број на смртни случаи на новороденчиња. Причината за тоа допрва ќе се испитува.